Неочекувани и изненадувачки се високите царини кои Трамп ги наметна на земјава. Директните негативни ефекти можеби нема да бидат големи, затоа што трговската размена со САД е мала, но индиректните нема да ја остават Македонија имуна на случувањата. Први на удар ќе бидат компаниите кои произведуваат автомобилски делови, текстилната индустрија, фирмите кои даваат услуги за САД, но ќе се намалат и странските инвестиции од оваа земја, кои се најчесто од македонските иселеници, како и дознаките од странство. Извозот не е толку голем, околу 110 милиони евра, меѓутоа секако ќе влие на одредени компании. Не очекувам дека тоа во моментов би го намалило доаѓањето, да кажам, на странски инвеститори, меѓутоа би рекла дека многу поголем е индиректниот ефект, односно ефектот кој што нашите компании го имаат преку извоз на одредени производи кон ЕУ и потоа извоз од ЕУ кон Америка. Исто така мислам дека ќе доведе до намалување на идни можни инвестиции од САД. Ефектите ќе бидат малце пролонгирани, очекувам да бидат во подоцнежниот период. Економистите се чудат како е дојдено до царинската тарифа од 33%, затоа што Македонија има дефицит кон САД, односно извезува 110 милиони евра, а увозот е околу 180 милиони евра, додека Трамп прикажува како да имаме суфицит со нив. Бараат владата веднаш да реагира и да бара преиспитување на царинските стапки. Мора веднаш да види, да речам, да направиме на кост-бенефит анализа. Соединените американски држави кажаат дека оставаат простор доколку земјите реагираат не сега да ги зголемуваат царините, она што е најавено, да речеме, од земји како Јапонија, Јужна Кореја и Европската унија, туку да ги намалат. Мислам дека е најдобро ние да видиме колку можеме она што ни се забележува дека е трговска бариера на нашиот увоз од Соединените американски држави да го намалиме, со тоа да го одоброволиме и тие веднаш да реагираат со намалување на царината. Тоа е можно. Од владата одговорија дека веќе имаат подготвен план за надминување на ситуацијата. Контактите со американската администрација се воспоставени и ќе продолжат на високо ниво, а владата ќе работи на изнаоѓање решение и на спроведување на планот. Царините нема да имаат голем импакт врз нашата економија и затоа од владата побараат да не се паничи, ниту да се носат избрзани реакции и заклучоци. Најголем дел од странските компании кои работат во тир-зоните се од автомобилската индустрија и најчесто нивните производи завршуваат на европските пазари. Ако овој сектор биде сериозно погоден од американските царини, побарувачката за македонски производи може да се намали, односно да има негативни последици врз домашната економија, вели првиот човек на Трис Димовски. Трговските препреки може да се одразат врз економиите во регионот. Растот на европската економија би се намалил за половина процентен поен на краток рок и за толку би се зголемила инфлацијата, велат од Народната банка. За намалување на ризиците потребни се предпазливи макроекономски политики и засилување на структурните реформи, со кои би се зголемила отпорност од надворешните шокови и да се забрза доходовната конвергенција. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.